Одиме понатаму со сите оние предвидени содржини за ова денешно издание на Македонија наутро. Освен чистиот воздух и природната и здрава храна, туристичката понуда од Лесново го вклучува и етномузеот во кој може да се видат експонати од минатото кои ги користеле жителите на овој крај. Со средства од проектот за прекугранична соработка во 2007 година е реконструирано старото училиште во Лесново и е претворено во етномузеј. Самиот проект опфаќаше реконструкција на старото и дотраено училиште кое што не беше воопшто во функција, старата зграда каде што беше местната заедница и сите пристапни патеки до пештерите. Значи, старото училиште, како што реков, е адаптирано за оваа намена. Имаме дел каде што е сместувачки, каде што се просториите за сместувачки капацитет од 12 особи. Ќе видите таму пропратно на собите и комплетно опремена кујна. Овој дел овде се наоѓаме, како што рековме, во етномузејот, кој што ги има овде сите карактеристични потребни алатки и се она што го карактеризира Лесново. Значи тука е поставено, а е дар од мештаните. Исто така имаме уште една просторија која што служи како училница, односно за едукација. Таму многу често организираме разни семинари. Освен за едукација и запознавање со традицијата на Лесновскиот крај, овој објект секоја година се користи и за традиционалната ликовна колонија. Десетина дена овде се создаваат дела со мотиви од Лесновскиот крај, а оваа година колонијата одбележа 25 години постоење. Содржината на музеот постојано се збогатува, а се работи и на изградба на летниковци за одмор на туристите. Она што е особено интересно за посетителите се пештерите. Досега се направени пристапни патеки со ограда. Во фаза сме на изготвување на проект и очекуваме и да го добиеме и да го реализираме. Значи, осветлување на дел од пештерите, особено на влезот, и изградба на еден голем летниковец, кој што ќе собира едно 70-80 луѓе, кои заедно со постоечкиот веќе во местото викано Борија, може би сте го виделе. Значи ќе представува еден капацитет кој што ќе собира некаде преку 150-200 луѓе и секако со пропратни оние објекти, скари и ред други работи кои што ќе им служат на туристите за полесно подготвување на храна. Заедно преку источниот плански регион веќе исто така се реализира заедно во соработка со општина Пробиштип, се реализира и уште еден проект амбиентално осветлување на пештерите, кој што ќе даде еден посебен лик и посебен изглед на пештерите во вечерните часови. Содржините што ги нуди Лесново привлекуваат многу посетители, но еден од проблемите е немањето сместувачки капацитети. Општината разговара со мештаните за уредување на нивните куќи за изнајмување, со што би се развил и оној така наречен селски туризам. Село Лесново е отворено и за приватни инвеститори за изградба на сместувачки капацитети.